Сообраќајот на патот А3 Битола-Ресен Охрид над Битола во близината на населбата Баир повторно е запрен. Возачите кои патуваат од Прилеп кон Ресен за Охрид или пак обратно, со своите возила се пренасочуваат низ улиците во Битола. По дождовите кои веќе 3 дена континуирано паѓаат во Битола, новој патен правец повторно се активира слечиштето, кое го загрозува безбедното одвивање на сообраќајот. Битолската подружница на Македонија Пат во претходните месеци изгради неколку привремени блокади, односно габиони, за запирање на слечиштата, но истите не можат да го спречат одронувањето на големи камења. Екипи и механизација на ова јавно предпријатие постојано дежураат и кога ќе се укаже прилика го чистат коловозот. На патот повремено се лизгаат и големи стени, па затоа крајно внимателно се постапува во акциите за расчистувањето на коловозот. Свлечиштето е долго од 300 до 400 метри и по цела должина во интервали има лизгање на земја и камења. Патниот правец ќе биде затворен додека Македонија Пат, во содејство со Инспекторатот за државни патишта, не донесат одлука дека оваа делница е безбедна. Инаку ова свлечиште над Битола при поголеми врнежи е активно последните 2 до 3 години и според некоја статистика на надлежните, од тогаш до денес од коловозот се отстранети над 5000 метри кубни земја и карпи, а само во изминатите денови, според проценките на Македонија Пат, од патот се исчистени над 20 кубици камен. Минатата година по појавата во неколку наврати нова слечиште, професори од градежниот факултет како и екипа од јавното предпријатие за државни патишта направија увид и подготвија анализа за типот и карактерот на слечиштето. За целосно санирање на слечиштето над Битола потребно е изработување на проект со техничко решение. За среќа нема повредени од слечиштето и не е нанесена материјална штета. Од Македонија Пат повторно апелираат на предпазливо возење од страна на возачите.